Советнички прашања после 3 месеци. Вчера на 25-та седница на Советот на општина Струмица, советниците од опозицијата побараа како посебна точка на дневен ред да бидат советничките прашања, пошто председателот на Советот на општината им укажа дека според договорот од претходната седница, потребно е да биде свикана посебна седница за советнички прашања. Но прво, прашањата да бидат испратени до општинската администрација, за да имаат увид од кои институции е потребно да се повикаат одговорни лица за одговор на прашањата. И они самите знаат дека тоа не е вистина. Бидејќи на претходните седници се договоривме да имаме седница за советнички прашања, на која може секој советник слободно да му постави прашање на градоначалникот на општина Струмица или на некој представник на од јавните предпријатија. И се договоривме од септември месец, бидејќи сега почнуваат годишните празници и советниците ќе имаат одмор се до крајот на август и затоа не е возможно да одржиме таква седмица. Од септември месец, не на 3 месеци, како што се договоривме, секој месец, еве јас и на седница на Советот им предложив, секој месец ќе имаме, ако сакат, на седница за советчки прашања. Опозицијата беше децидна дека според нив подобро е на седницата да се постави точка за советнички прашања, отколку да се закажува посебна седница за истите. Како што вели координаторот на советничката група од ВМРО ДПМН Никола Маџунков, никој нема право според деловникот да ги бара прашањата однапред со цел да ги подготви одговорите. Маџунков додава дека со овој начин на работа на советниците, а и на граѓаните им се одзема демократското право да постават прашање на градоначалникот и директорите на институциите кои се платени со парите на истите тие граѓани.